кога би барале некоја едноставна дефиниција за социјална правда, најверојатно вистинската и најлогична дефиниција е баланс, создавање на баланс помеѓу поединецот и општеството. И тоа некако хармонично да би функционирало. Она што се случува во Македонија во моментов е некој начин посткулминативно граѓанско освестување, кое што треба да остане активно и будно, не само заради коригирање на она што веќе е направено, туку и заради носење иновативни концепти, бидејќи она што ние го носиме како граѓанство, што веќе го видовме во последниве неколку години, носи еден потенцијал, една идеја, една свежина, која што можеби ние како држава природно ја носиме, меѓутоа во овие 10 години од сите можни страни беше работено за тоа да некако да биде можда немо, можда глуво, можеби и непродуктивно. Клучот на она што се нарекува одржливо општество, според мене и како уметник и како граѓански активист, е лекцијата што треба ние граѓаните да ја научиме за самоорганизирање. Она што подразбира самоорганизирање, значи да секој човек првично размислува за како он може да тој човек може да ја подобри својот микросвет, а со тоа можеби да го подобри општеството како место за живење. Кога почнавме да се самоорганизираме со разноразни иницијативи, од обид за укинување на законот за хонорарци, до студентски пленум, до 5 мај и на крај кулминација со шарена револуција, ние сега денеска можеме да кажеме дека повеќето од граѓанските здружувања, дали биле формални или неформални, вродиле со плод. Она што студентите го направија, ја зачуваа својата автономност и сега веќе гледаме дека и екстерното се укинува, што значи дека и една голема победа и за нив и за средношколскиот пленум. Со шарена револуција, причината зошто беше шарена револуција, зошто се случи токму тогаш когаш се случи и зошто профункционира тоа така, ние поучени од веќе претходно неколку обиди на самоорганизирање. Шарена револуција, својата цел да се повлечат аболициите, тие скандалозни аболиции, тоа е апсолутно неселективна правда и се коси со сите овде принципи на одржливо општество и социјална правда. И тоа се тргна. Исто за хонорарците се либерализираше законот кој што беше исто скандалозно и претерано. Но она што сакам да го кажам е дека сега доаѓа една нова епоха. Сега веќе ние граѓанските активисти, па и граѓаните воопшто не мора да се активисти, веќе сме свесни дека доколку понудиме одредени концепти, доколку се избориме за некакви права, за нешто што сметаме дека ние треба да го уживаме, веќе знаеме дека ние можеме да го оствариме тоа, но сега веќе треба да бидеме будни и иновативни. Она што нас ни се случи во изминативе 10 години, ја руинираше буквално секоја здрава клетка во општеството. И она што нас треба да ни се случи е колективно учество во таа ревитализација на општеството. Под тоа колективно учество подразбира сегашното управувачки тим, да речеме, мора да ја олабави, условно кажано, централизираноста на моќта. Тоа претпоставувам дека и бидејќи беше и во нашите идеи, а беше и во политичката програма на сега веќе владата. Сметам дека не може да се направи брзо, но сепак не може да биде нешто за кое што ќе купуваме време и ќе оставаме работи нерешени. Децентрализацијата на моќта
е првото нешто против кое што ние како граѓани мораме да се избориме. Ние мораме да покажеме, како досега што сме покажувале, дека можеби не со револуции, меѓутоа со здрава артикулирана мисла можеме да промениме многу работи во општеството. Се надевам дека нема да дојде ситуација пак да креваме револуции. Она што е битно е дека сега во моментов се наоѓаме во ситуација каде што меѓу себе и како граѓани и како граѓански здруженија, формални или неформални, треба да создадеме еден сенс за препознавање на добри идеи, за препознавање на квалитетни луѓе. За тие луѓе мораме да ги инкорпорираме непосредно во креирањето на политиките на државата. Во оваа ситуација во која што сме сега, гледаме дека мене лично, ако ме прашувате, секој проблем во овие 3 години ми завршувал на иста адреса. Сега барем повеќе адреси имаме на кои што можеме да се обратиме и тоа е едно олеснување кое што се надевам дека и административно таму некаде ќе се олесни како би можеле граѓанската комуникација, значи комуникацијата на поединецот со системот да функционира погладко, полесно, подостапно за секој граѓанин, бидејќи да се навратам на почетокот, создавањето на баланс помеѓу поединецот и општеството е клучот, и бидејќи тоа не може да се во ниту еден момент не може да се каже дека тој процес е финиширан. И баш поради тоа што е процес во кој што постојано може да се унапредат и права, да се унапредат и одредени аспекти кои што ги уживаат одредена група на луѓе, сметам дека тоа е процес во кој што ние треба да се надоградуваме. Треба следната година, без разлика дали имаме полоша или подобра влада од претходната, следната година јас очекувам од граѓанството, бидејќи ја достигнала таа будност, да постигне поголем успех отколку тој со шарена револуција, отколку тој со студентски пленум, затоа што сметам дека меритократијата, односно нудењето на успешни приказни и тие успешни приказни да продолжуваат да бидат успешни и општеството да ги констатира како такви е единствен начин по кој што Македонија може да оди по нагорна линија, не само Македонија, сите општества. Воглавном, најмногу сакам да потенцирам дека она што значи одржливо општество за нас е општество во кое што за нас граѓанските активисти е општество во кое што можеме непосредно да учествуваме во креирање на политиките, но и да бидеме, како што кажа и Ивана, да живееме во едно ново време кое што не е видено до сега, во кое што ќе може од граѓански активист и борец за одредени права да може да биде човек колмејкер без при тоа да полага сметки. Она што ние граѓанските активисти и врз база на тоа јадро и се создадовме како такви, дека не сакаме да се подчинуваме под одредена идеологија и да замижуваме кон одредените неправди чисто заради партија, чисто заради одредена идеологија. Значи, она што нас ни е цел е да ја на некој начин да ја материализираме целава оваа колективно будење што ни се случи за време на сите граѓански движења и тоа да се истиот тој напор што го вложивме да се претходната влада режимот да падне, да го искористиме во однос на градење на едно ново општество кое што гледаме сега дека треба да го градиме од нула. Во таа смисла, она што значи препознавање на квалитетни самоорганизирани граѓани, во однос на препознавање на идеите кои што ги нудат, во однос на помагање логистичко, системско, институционално, секакво да се изреализираат тие планови или желби на граѓанството и ставање на секоја поголема одлука општествена на јавна дебата, сметам дека се едни од клучните постулати преку кои што треба да се движиме. А граѓанското самоорганизирање ќе биде, се надевам дека секогаш присутно и да учествува и да поттикнува и да ги држи очите отворени
и да можеби да претерува понекогаш, но посекако јас стварно се надевам дека од се ова научивме една голема лекција, научивме многу е лесно кога имаме точен параметар како не треба. Па можеме многу поуки да извлекуваме, како можеме да ги, значи сакам да кажам дека ние 10 години ги изгубивме, меѓутоа да видиме што можеме да извлечеме од тоа како поука, можеби како некоја идентитетска нишка на граѓанството, за да нити дозволиме да се повтори тоа, ни пола од тоа, а исто така и за да учествуваме во она што се вика креирање на едно ново општество, на нови политики, на еднаквост и на одржливо живење. Фала ви многу.